Започнуваме и уште едно ново издание на Телма Амбуланта, нови минути во кои што се надевам дека повторно ќе бидеме едукативни. Се радувам на денешниот разговор и верувам дека ќе биде еден убав муабет во наредниве 50 на минути. Денеска од болницата Плодност во Битола го имам примариус доктор субспецијалист Таше Трпчевски. Ќе ве поздравам. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Добар ден. Поздрав на гледачите на Телма телевизија. Изминатиот период кога ја договаравме темата, ми рековте дека би сакале да зборувате за репродуктивната хирургија. Тоа ќе биде впрочем и нашата денешна тема, на која што секако линиите ќе бидат отворени и доктор Таше ќе биде на располагање за гледачите. Зошто репродуктивна хирургија, или може ли за некако публиката, за поширокиот аудиториум на еден попрост начин, попластичен пример што се вели, да објасниме што се влегува во таа една широка гранка? Така, значи, рековме, се договоривме дека ќе зборуваме за репродуктивна хирургија и веднаш да објаснам што значи репродуктивна хирургија. Значи, репродуктивната хирургија е една форма на гинеколошка хирургија која што се применува во областа на репродуктивната медицина, во областа на репродуктивната хумана, односно човечка репродукција. Таа офаќа еден поширок спектар на операции кои што ќе помогнат во лечење на неплодноста кај пациентите и во превенирање на болестите кои што ги имаат проблемите со неплодност и во презервација на фертилноста кај пациентките. Тоа е оној краен стадиум, бидејќи претпоставам дека секогаш неплодноста се пробувате да ја Така, значи ние кога ги лекуваме пациентите, односно пациентите кои што доаѓаат за одредена проблематика, кои што имаат неплодност, прво нормално мора да ги дијагностицирате и откако ќе донесете дијагнозата, односно ќе утврдите, некогаш и не можеме да утврдиме во 15% случаевите, и таквите пациенти пациенти ги крстиме како пациенти кои што имаат проблеми со неплодноста од непознати причини или така наречен идиопатски инфертилитет. Меѓутоа, во случаевите кога ќе дијагностицираме неплодност кај пациентите, првото што треба да го направиме, во зависност од проблемот кој што го имаат, е тоа да направиме да ги третираме. Еден од начините, еден од третманите е конзервативниот третман, кога пациентките, односно пациентите како парови, треба да примат соодветна терапија, конзервативна, се мисли на медикаменти, ампули и така натаму, со кои што ќе излечиме неплодноста. Меѓутоа, од друга страна, имаме ситуација кога кај пациентите имаме одредена проблематика која што ќе треба да се реши на хируршки начин. За таа цел ние ја применуваме таа репродуктивна технологија, односно репродуктивна хирургија, која што се дели на хистероскопија и лапароскопија. Тоа се нови ендоскопски медицински техники за кои што ќе дадам и објаснување што значат. Пред некаде, да, ние ги пременуваме во нашата болница и можам слободно да кажам дека јас сум пионерот на ендоскопската хирургија во Македонија. Давна, 93 година, во тогашен медицински центар во Битола, за прв пат во Македонија се направени сите репродуктивни хируршки операции во нашата болница. Значи, тоа беше некаде пред 25 години. Пред 30 година накаде, главна улога во репродуктивната хирургија ја имаше лапаротомијата. Лапаротомија значи сечење на стомакот, преку поголем отвор на стомакот ги правите тие хируршки реконструктивни операции на матката, на јајоводите и на јајчниците. Меѓутоа, покасно, со воведувањето на лапароскопијата како значајна ендоскопска метода, која што се повеќе зема замав насекаде во светот, и кај нас веќе таа во 75 до 80% ја замени целокупна хирургија, не само за проблемите на инфертилитетот, туку и за било која патологија на гениталните органи. Значи, применуваме нов вид на хирургија, кој што се вика лапароскопија и хистероскопија. Фактички, пред 30 години главна улога
играше лапаротомијата, сечењето на стомакот, за да после се замени со овие две методи, микроинвазивни, микрохирушки методи, Тоа значи дека тоа веќе не се користи лапароскопија? Да. Не се користи веќе? Лапаротомијата веќе е напуштена, бидејќи примената на лапароскопијата комплетно ја замени лапаротомијата. Значи имате микроинвазија со помош на две мали дупчиња, да кажем, или три на стомакот, влегувате во стомачната шуплина и ги вршите хирушките потребни операции за реконструкција на она што ви треба, на јајчниците, на матката и на јајоводите. Значи, лапароскопијата и хистероскопијата комплетно ја заменија лапаротомијата, класичната хирургија. Меѓутоа, што се случува сега? Во поново време, со воведувањето на новите арт техники на асистирана хумана репродукција, а тоа фаќа инвитро оплодувањето, некако како да се напушта и да се заборава лапароскопската, односно хирургија, односно новите методи на ендоскопска хирургија, бидејќи заради процентот на успешност на самите арт техники, инвитро оплодувањето, некако како да истиснуваат овој тип на хирургија, меѓутоа, оние кои што го работаат овој тип на хирургија, реконструктивна хирургија, односно репродуктивна хирургија, бидејќи не има многу малку и сите не ја знаат ова проблематика, знаат дека го знаат огромното значење и придонес на новите методи на репродуктивна хирургија. Значи, овој тип на репродуктивна хирургија, спомнав лапароскопија и хистероскопија, ќе ни овозможат лекување на стерилитетот, односно неплодноста, како примарна терапија ќе бидат. Втора работа, овие техники ќе ги подобрат резултатите на инвитро оплодувањето. Значи, кога сакаме да правиме инвитро оплодување, некогаш мора да ги примениме овие техники методи, за да ги подобриме резултатите на инвитро оплодувањето. И трета работа, овој нов тип на репродуктивна хирургија ќе ни овозможи презервација на фертилитетот кај жени кои што страдаат од малигни заболувања, кога правиме транспозиција, преместување на јајниците на друго место или правиме сечење на јајниците, криопрезервација, а потоа нивна трансплантација, односно пресадување, за да покасно, во покасни години, ги искористат нивните јајни клетки за вонтелесно оплодување. Понатамошно оплодување, да. Ке ги поканим и гледачите уште еднаш да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Зборуваме за репродуктивната хирургија, нешто важно во поглед на, или важен сегмент во поглед на медицината, со оглед на тоа што вие сте еден од пионерите, како што споменавте, често сте на разни симпозиуми, семинари кои што нели обработуваат оваа проблематика. Каде бевте последно? Па вака, со оглед на тоа што дека јас се занимавам со оваа проблематика повеќе од 25, скоро 30 години, значи исклучиво сум посветен на оваа проблематика и покрај другите работи што ги работам во гинекологијата, меѓутоа морам да ги пратам и новините кои што се случуваат. Присутен сум на многу воркшопови, на многу семинари, на многу конгреси, на многу симпозиуми. Последниот посетен конгрес беше во Женева минатата година во јули, потоа во октомври во Анталија, пред неколку месеци бе во Салцбург, сега иден конгрес е овај светскиот конгрес во Израел и во јули месец треба да одиме во Барселона на Европскиот конгрес со мојата екипа, биолози, медицински сестри, комплетно одиме и ги посетуваме овие конгреси. Инаку ЕШРЕ, Асоциацијата за хумана репродукција европска, организира секој месец воркшопови и најмалку на едно, 2-3 воркшопови годината сум јас присутен, така да сум во тек на се она што се случува во Европа и во светот, и што е најбитно многу за нас и посебна сатисфакција за мене е тоа што она што го гледаме и го применуваме во нашата болница. Тоа сакам да прашам, дали можеме да се носиме рамо до рамо со некој... Значи, едно време
ева да не кажем во бившите ју, ние многу заостанувавме во погледот и начинот на лечење на стерилитетот, односно неплодноста во Македонија и некако како главен репер да ни беше Љубљана. Меѓутоа, верувајте, сега ние толку сме приближни и можеби да се носиме на исто ниво со многу познати светски центри и мислам дека особено во постигнувањето на успешноста на резултатите со инвитро оплодување, можам слободно да кажам дека и не предњачиме и пред многу познати светски центри, а со примената на овој тип на хирургија, мислам дека сме на едно многу големо високо рамниште и многу високо ниво, така да повторно ќе кажам со гордост, морам тоа да го изнесам пред јавноста, заради тоа што мал дел од јавноста знае дека навистина правиме чуда во нашата болница, применувајќи го овој тип на хирургија и не само за стерилитетот, туку и во областа на онколошката гинекологија. Значи применуваме ваков тип на хирургија кога вадиме лимфни жлезди, правиме радикални операции за одредени состојби кои што порано ги решававме со само исклучиво со отворена хирургија, односно лапаротомија. Така. Утрево од Битола го имаме примариус субспецијалист доктор Таша Трпчевски. Се надевам не ги погрешив титулите. Од болницата Плодност во Битола зборуваме за репродуктивната хирургија. Тоа е нашата денешна тема. Телефонскиот број веќе испишан на екраните 30766777. Ако се јавувате се разбира надвор од Скопје, ќе го дадете и префиксот 02. Ве очекуваме да се вклучите во разговорот, да ги поставите вашите прашања и евентуално ако имате некакви дилеми во однос на оваа денешна проблематика, стоиме на располагање да ги разрешиме. Споминавме дека репродуктивната хирургија е всушност примарниот третман во процесот на лечење на неплодноста. Може да биде примарен третман. Може? Значи не мора да значи дека е примарен третман, меѓутоа значи може да ја примениме како примарен третман за решавање на неплодноста. Што значи тоа? Тоа значи дека ако ги исцрпиме сите конзервативни методи и начини на лекување, значи примена на медикаменти, ампуларна терапија и така натаму, втор чекор во лечењето на инфертилитетот, односно неплодноста, ние примената на оваа репродуктивна хирургија се разбира ако има индикации за тоа. Значи, кажав дека применуваме две методи, тоа е хистероскопија и лапароскопија. Што значи хистероскопија? Хистероскопија исто така ендоскопска метода, кога со помош на специјално дизајнирани инструменти со еден така наречен хистероскоп телескоп, на кој што е монтирана камера, се внесува во шуплината на матката и ја посматраме шуплината на матката под наголемување од 6 до 10 пати. При тоа можеме да приметиме, односно исклучиме одредени структурални промени, тумори, промени на слузницата на матката, кои што постојат во слузницата на матката. А сето тоа го гледаме на видео екран. Со помош на помошен канал, кој што влегува преку тој хистероскоп, ние внесуваме посебни инструменти со кои што вршиме хирургија. Така, да, ако во шуплината на матката постојат полипи, израстоци, ние ги вадиме. Се покажало дека кај 30 до 50% од случаевите, после жени кои што имаат полипи, а страдаат од инфертилитет, се лечат од инфертилитет, после отстранување на полипите, жените остануваат трудни, што значи тој еден податок за успешноста на методата. Во втор случај можеме да имаме исто такви израстоци кои што се викаат миоми. Такви миоми се викаат субмукозни, значи медицински кажано, че миоми кои што се стварат од слузницата, односно од мускулот на матката и продрудираат, влегуваат во шуплината на матката. Исто така треба и миомите да се вадат со хистероскопија. Хистероскопија како ендоскопска метода е фактички златен стандард за вадење на миомите. При тоа, исто така, кај 50% од пациентките, кај кои што ќе се отстранат миомите, потоа има позитивни резултати. Има позитивни резултати и остануваат трудни. Се поставува прашањето, кој е механизмот на
овие израстоци или структурални промени, како што се пролипите и миомите, а да предизвикаат неплодност. Се смета дека може тие да предизвикаат неплодност заради механичка обструкција, значи механички причините може да бидат, и заради пореметена, викаме ние, васкуларизација или крвно снабдување, кога тие ја земаат крвта од слузницата на матката и ја прават неквалитетна и тога се стварат многу лоши кондиции за растот и развојот на ембрионот кој што ќе се имплантира во слузницата на матката. Меѓутоа, хистероскопијата има и една друга мощна и важна улога, а тоа е ако се најдат во шуплината на матката прегради или така наречени септуми. Тоа стана многу актуелно во денешно време. Значи, после воведување на оваа метода се откриваат и на 3D, 4D ултразвукот, се откриваат овие септуми доста често и се поставува прашањето дали тие воопшто треба да се третираат или не. Во зависност од големината на септумот, дали е помал или поголем, испитувањата и третманот во многу рандомизирани студии и на наши случаеви покажале дека таквите септуми или прегради треба да се сечат, бидејќи се подобрува фертилноста кај жените после таква метропластика или резекција на тие септуми. Меѓутоа, следејќи јас по цела литература, односно бидејќи сум во текст со секојдневните настани, ги следам доста студии врз база на нашите искуства, направени преку 2000 такви операции. Се уште е дискутабилно и мислам дека сечењето на тие септуми и дека има повеќе емпириско значење, бидејќи мислам дека недостасува една поголема рандомизирана студија на многу повеќе случаеви која ќе ја докаже ефикасноста и значењето на оваа метода, бидејќи како ќе објасните кога пациентки кои што се лечат од стерилитет имаат септуми или прегради, остануваат бремени и ги донесуваат нивните деца. Значи, дилемата е да се сечат или не. Јас на еден таков симпозиум, не симпозиум, беше воркшоп пред 4 години, намерно отидов во Манчестер и темата беше баш токму ова сечење на септуми. 3-дневен беше воркшопот и меѓу другото го прашав главниот предавач, професор Дели, кој што е познат, кој што ја добро ја има совладана оваа техника, која е дали треба воопшто да ги сечиме септумите или не треба. Неговиот одговор беше катерите, значи оние кои што се занимаваат со овој тип на хирургија, треба да ги сечат. Киперите, оние кои што не се занимаваат со овој тип на хирургија, нема никогаш да ги сечат и ќе одат конзервативно. Иначе, со оглед на тоа што јас сега се занимавам и со едната, и со другата метода, многу пати сум во дилема дали треба да се сечат или не, меѓутоа мислам дека барем кога правиме инвитро оплодување, дека таквите септуми треба да се сечат, односно, значи тие прегради ако се многу големи ја делат матката на 2 дела, макар да има многу случаеви на жени кои што забремениле со такви прегради, останале трудни, сепак мислам дека за подобрување на резултатите на инвитро постапките тие прегради или септуми треба да се сечат. Меѓутоа, само да не заборавиме, многу е битно сечењето на септумите кај жените кои што имаат повторувачки абортуси. Имате жени... Од кој аспект? Може да имаат повторувачки абортуси од многу други причини, меѓутоа ако ги исклучиме сите тие причини, ни останува преградата како основна причина. И на вистина, кај жени со повеќе од 2 или 3 повторувачки абортуси, ако направите резекција, односно сечење на таквите прегради, тогаш процентот на успешност од 80, значи некаде и повеќе од жените имат успешно породување и донесување на плодовите, ги породуваат, значи успешноста е негде до 80%, наспроти 15% кои што успешно ќе донесат бременоста ако имат такви септуми. Да. Чисто може да се прочита за вашата болница дека навистина бележите успеси кога станува збор за репродуктивната хирургија. Вие споменавте дека и често одите и на работилници, и на симпозиуми, на семинари ширум светот. Прашањето ми е дали жените во Македонија
се некако скептични за оваа хирургија, за овој тип на хирургија, бидејќи не крајниот стадиум, да кажаме, е оперативниот зафат и некогаш е неопходен. Меѓутоа, дали стравот кај дамите е оправдан или во денешно време технологијата и медицината се толку отидени напред? Видите што се случува во Македонија. Факт е дека жените се се повеќе информирани заради интернетот, читаат форуми, имаат достапни информации за значењето на овој тип хирургија. Да, меѓутоа, од што сте е достапно, никогаш се случува... Многу пати во поголем процент жените ги слушаат матичните гинеколози. Голем дел од матичните гинеколози не се толку многу информирани за овој тип на хирургија. Голем број од жените одат на инвитро оплодување кај доктори кои што се занимаваат само со инвитро оплодување. Јас кажав дека малку не има доктори кои што се занимаваат со двете проблематики. А важно е да имате доктор кој што... Многу е битно. Да. Значи, тогаш можете да направите една целокупно скенирање или проценка на ситуацијата кај жената и кој тип на лекување да го примените. Ако е потребно, ќе направите лапароскопија како примарен третман, или ќе се одлучите врз база многу варијабли и податоци дали ќе направите инвитро оплодување. Оттаму, значи многу е битно пациентите или паровите да ги изберат лекарите кои што се занимаваат со овие два типа на лекување на проблемите со неплодноста. Примената на репродуктивна хирургија или инвитро оплодувањето. Меѓутоа, тоа голем дел од пациентките се плашат од инвазивноста на процедурата, макар да мислам денес дека лапароскопијата и хистероскопијата се микроинвазивни процедури, дека хоспитализацијата е за хистероскопијата неколку сати, за лапароскопија хоспитализацијата е само еден ден, значи не се работи за класична операција и кога ќе му понудите на некоја пациентка меѓу инвитро оплодување и овој тип на хирургија, секогаш го одбираат помалку инвазивното, сакаат да се направи инвитро оплодување, не знаејќи дека бесцената е самиот тип на примена на овој тип на услуга, иако е малку поинвазивна од самиот момент операција, веројатно тоа хирургија кој ќе се спомене, тоа веројатно страф од анестезија, што ги плаши пациентите. Кога ќе се примени оваа репродуктивна хирургија со целите да се подобри таа постапка на инвитро фертилизација? Така, значи јас ви кажав дека еден од начините е примена на репродуктивна хирургија како примарен процес за лечење плодноста, меѓутоа кога не можеме со таа репродуктивна хирургија да ја излечиме неплодноста или ги отстраниме причините за неплодноста, тогаш другиот бенефит на овој тип на хирургија е кога ја применуваме за подобрување на резултатите на инвитро оплодувањето. Што значи тоа? Значи, повторно ги применуваме овие два типа на хирургија, и хистероскопијата и лапароскопијата. Хистероскопијата, кога ќе ја примениме за подобрување на резултатите на инвитро оплодувањето? Дали ќе ја примениме пред инвитро оплодување или ќе ја примениме после едно или две неуспешни или три неуспешни инвитро оплодувања? Доколку имаме одредена сумлива патологија, значи одредени промени во шуплината на матката, присуство на суспектни промени кои што ќе ги диагностицираме со снимање на каналите ХСГ или со 4D ултрасонографија или со примена на магнетна резонанса. Доколку ја утврдиме таа патологија, неминовно е дека пред инвитро оплодувањето треба да направиме таков тип на хирургија. Да направиме хистероскопија, да ги извадиме присутните структурни абнормалности, како што се полипите и миомите или сечењето на преградите. Значи, да е чист терен да работиме инвитро оплодување. Значи, ефикасна и корисна е примена на оваа метода пред постапките на инвитро оплодување. Сега е прашање дали пред секој инвитро оплодување треба да се направи овој тип на хирургија. Препораки има на Royal College Obstetrics дека не би требало да се прави,
Исто такво мислење има и ЕШРЕ асоциацијата, Европската асоциација, меѓутоа врз база на испитувањата кои што сме ги направиле со диагностичка хистероскопија, значи ние применуваме покрај оперативна и диагностичка хистероскопија, а диагностичка хистероскопија значи без анестезија влегуваме со таков инструмент, хистероскоп специјално дизајниран, кој што е многу танок, 3,5 мм, влегуваме во шуплината на матката и вршиме инспекција на внатрешноста на шуплината матката. Значи, најдовме негде патологија од 20% на 100. Тоа е голем процент. Тоа е неинвазивна метода? Тоа е неинвазивна метода. Значи, се работи амбулански, пациентката без анестезија, овој се гледа шуплината на матката и истиот час ја напушта болницата. Значи, ако сме нашле во толкав висок процент одредена патологија, сраслини, воспаление на слузницата на матката, септоми кои што не можеме да ги видиме, такви полипи или миоми, тогаш нема дилема дека можеби или мислам дека во иднина диагностичката хистероскопија би требала да влези во методите на испитување стандардни за откривање на причините на стерилитетот. Исто така, лапароскопијата може да се примени во подобрување на резултатите на инвитро оплодувањето. Во кои случаеви? Ке зборувам за тубарен стерилитет, односно за стерилитет кој што е предизвикан од зачепеноста, од затворањето на јајоводите. Значи имаме случаеви кога жената има затворени јајоводи. Тоа значи дека природно не може да Така, забремени? значи жената не може природно да забремени, бидејќи има затворени јајоводи. Со затворени јајоводи немаме природна концепција. Во тој случај не имате на избор две работи, или да жената оперирате, или да правите инвитро оплодување. Што е првата? Кој е бенефитот? Кој е бенефитот на лапароскопската хирургија да ги подобри резултатите во овој случај со тубарна болест на инвитро оплодувањето? Бенефитот е во тоа што жените кои што имаат затворени јајоводи, тие се полни со течност. Таа течност е токсична течност, која што може да се враќа во шуплината на матката. Вие кога правите инвитро и го враќате ембрионот, кој што сте го извадиле од инкубатор, и го враќате во матката, може заради токсичниот ефект на течност, значи таа делува штетно на имплантацијата на ембрионот. За подобрување на резултатите на инвитро оплодувањето, потребно е тој јајовод или да се реконструира, да се отвори, добар мајстор ќе процени дали е тој за реконструкција, значи има тука неколку параметри, значи врз база на присуството на сраслини околу јајоводот, колкава е дебелината на самиот завршен дел на јајоводот, кога се отвори дали во внатрешноста има пипци, руги викаме ние, фимбрии. Ако се тие присутни, ако има одредени кондиции, добар, искусен, репродуктивен хирург ќе го реконструира и ќе му даде јајоводот и ќе му даде можност на жената да забремени. Ако падне во рацете на полош хирург кој што не ја познава проблематиката, тој или ќе го извади или ќе го затвори. Една од опциите и тоа е, меѓутоа секогаш мислам дека доколку се работи за помлада жена, која што има добар тубарен скор, со сите можни тие варијанти што ги кажав, значи најдобро е да се направи кај неа реконструктивна хирургија, да се отворат јајоводите, бидејќи жената ќе добие можност во понатамошните спонтанни природни циклуси да забремени и повеќе пати ќе може да забремени и успешно да се породи. Значи, да не зборувам за бенефитот на лапароскопската хирургија пред инвитро оплодувањето во случаевите кога жената има миоми на матката. Значи, тие треба да се извадат. Имаме ни одреден критериум кои миоми или тумори во матката и со која локализација кога можат да се извадат.
Значи се покажало дека ако миом е поголем од 4 сантими во внатрешноста на мускулот на матката треба да се вади не само заради идната бремено спонтана, туку и заради поголемата успешност на инвитро постапките. Исто така ќе се подобрат резултатите на инвитро оплодување ако жената има присутни цисти кои што ги викаме ендометриом или ендометриоза, така наречени чоколадни цисти. Огромен број од пациентките кои што имаат оваа болест знаат што значи тоа. Значи дискутабилно е тие да се извадат пред инвитро оплодување или да не се извадат. И тука доаѓа до израз вештината на репродуктивниот хирург. Кога ќе ги извади? Кој е критериумот за вадење? Како ќе се извадат? Кој начин ќе се примени? Дали треба комплетна ексцизија, да се внимава ткивото преостанатото што ќе остани да не се премногу гори, бидејќи ќе се спречи крвоснабденоста на јајникот и ќе се намали резервата на јајникот. Значи ова е многу суптилна работа и ова работа сака вистински мајстор, значи бара хирурзи кои што се посветени на оваа работа и затоа секогаш ќе повторам ќе кажам дека пациентките треба да ги бираат репродуктивните хирурзи. Значи не е исто пациентот да оди и да се оперира кај било кој кој што се занимава со оден тип на лапароскопија или е во фаза на учење, бидејќи од тоа им зависи нивниот иден фертилитет, низината идна судбина, односно, а се знае која е нашата иднина, тоа е репродукцијата. Апсолутно. Имаме гледач, да го поздравиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Малку ќе скренам од темава, секунда, дали може? Ајде да слушнеме. Ајде. 73 годишна жена прашува дали под овие некои типови на хирургија се применува кај операција против инконтиненција. Видете, стресната инконтиненција не бара ендоскопска хирургија. Денеска ние многу лесно ја решаваме, значи зависи од типот на стресна инконтиненција. Може и ендоскопски, ќе ви објаснам. Ние многу лесно ја решаваме со така наречено ставање на тивити траки, кога правиме операција која што трае 7 до 10 минути, со трака го подигнуваме долниот дел на излезниот мокрачоводен канал, ја подигнуваме бешиката и го решаваме овој тип на инконтиненција. Меѓутоа, да, може да се примени ендоскопска хирургија, кога вршиме со помош на посебна оперативна лапароскопска техника, подигнување на бешиката, со влегување на тој инструмент во стомакот и врзување за еден дел од коската на пубичната коска. Тоа е поинвазивна метода, меѓутоа денеска барем на многу полесен начин го решаваме ја решаваме ова проблематика на стресна инконтиненција со така наречена тивити траки, кои што можно и успешно ги извршуваме во нашата болница. Да. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Едно кратко прашање ќе може? Секако, затоа сме тука, повелете. Ќе ве молам, кажете име и презиме на докторот и каде работи тој, мислам. Добро, тоа ќе ви кажеме. Имате некое друго прашање? Не само тоа, име, презиме и во која установа каде работи докторот. Да, јас веќе споменав 2-3 пати досега, денешниот гостин е примариус доктор субспецијалист Таше Трпчевски од специјалната болница Плодност во Битола. Добро кажав? Да. Тамо ќе можете да го најдете, контактот секако по завршување на емисијата. Ако имам уште некој гледач да го вклучиме, ако не ќе продолжиме со разговорот, сакав да ве прашам, некако во последно време, многу често слушам коментари ки излезете во парк во Скопје, претпоставувам можеби во другите паркови ширум градовите во земјава и се почесто гледаме млади луѓе со близначиња и никој од луѓето знаат да прокоментираат дека веројатно зголемен е бројот на инвитро оплодувањето, меѓутоа тоа е кај се помлада популација. Дали генерално се точни од прилика информациите дека имаме се поголем степен на можеби жени и парови воопшто генерално кои што се соочуваат со проблемот на неплодност, на стерилитет, на поминување на процедурата на инвитро и така натаму. Значи овој
медицински проблем на неплодноста постоел и ќе постои. Че од секогаш, од веки векови. Во светот некаде се проценува дека страдаат повеќе од 85 милиони парови кои што се лечат од неплодност. Моја проценка, макар да нема досега статистика во Македонија, е дека некаде околу 15.000 парови страдаат од неплодност. Факт е дека расте бројот на паровите кои што лечат неплодност во помлада возраст. Може би заради тоа што од секогаш ист бил процентот на неплодност, значи не се наголемија причините за неплодност, може и сексуално преносливите болести да го направат своето, меѓутоа и тие тогаш постоја. Порано постоел сифилис, денес актуелна кламидија. Факт е дека се зголемуваат бројот на инвитро постапките, бидејќи се отворија многу нови центри. Во Македонија има околу 9 центри за инвитро оплодување. Се проценува дека некаде на милион и пол, односно на милион жители би требало да има околу 3 до 4 центри. Факт е дека за 5% се зголемуваат бројот на инвитро постапките и бидејќи имаме 9 центри, конкретно за Македонија, викат и нашиот парк и така натаму, голем број од паровите денес не се стрпливи. Имате парови кои што не направиле ни година дена брак или 2 години само, инсистираат и сакаат да направат инвитро оплодување. Значи, Што им препорачувате на таквите? Да. Што им препорачувам? Доколку брачните парови се млади, значи се работи за млад брачен пар. Бидејќи нели се пак постои процедура заради која што треба претходно да се помине за да се треба да утврди. бидат стрпливи и не треба да ја прифаќаат инвитро методата како прва метода за лечење на неплодноста, иако ќе им биде понудена во некои центри. Затоа што ја секогаш се запрашувам што ако таа метода ја примените како прва метода овој за лечење, што ако има неуспех после тоа? Се разбира, ќе ја примените како прва доколку има индикации за тоа. Ако имате машки фактор на неплодност. Денес машкиот фактор е многу битен, учествува со негде над 45% во уделот од причините за неплодност, да. Исто колку и жената. Порано не било така. Поголемите процент на причини за неплодност и се припишуваа на жените. И таа како да била буквално крива за неплодноста. Да, сега веќе тука некаде. Значи, изедначен е тој процент на причини за неплодност, значи, ке мажите и жените. Значи, и препорачувам да бидат стрпливи секогаш, да барат секогаш второ и трето мислење, за тоа дали треба да прават инвитро оплодување, да одат кај оние кои што се занимаваат и со репродуктивна хирургија, и со инвитро оплодување, и дека сите дека треба да истраат во лечењето на неплодноста, бидејќи лечењето на неплодноста не мора да значи ќе се заврши за месец, 2-3. Тоа може да биде долготрајна постапка, меѓутоа ако го изберат правиот пат, дека секогаш ќе резултира во успех. Така. Да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ќе ве молам, докторот би сакала да го прашам после извршена тумеректомија со кај карцином. Жената после колку време има право да бара за бременост наредна? Значи, третирана сте како ПЦО синдром со лапароскопија? Ало? Се случивте? Тука е гледачката. Ве молам, не ве разбрав. Значи имате ПЦО синдром и третирана сте лапароскопски? Не, значи оперирана на града. На града? На града сте оперирана, добро? Да, на града. Значи пред 3 години со сите резултати после тоа негативни. Значи тумор А што сте оперирана?
Молим? Кој тип на операции за шо? Имавте карцином или Да, бенигни тумор? карцином. Да, добро. Да. Карцином на дојка, значи отстране делот кај докторот Караѓозов и после тоа, значи со терапија, со месечна инекција. Значи, вие немате родено, предпоставувам, така? Не. Да, значи жените, ви благодарам. Значи жените кои што имале претходна хирургија на дојката и имале карцином на дојка, примале цитостатска веројатна терапија, најпрво што треба да направат тоа е да ја испитат оваријалната функција, функцијата на јајчниците. Да се види дали евентуално од самата терапија не се предизвикало оштетување на Дали опадната функцијата на јајниците? функцијата на јајчиците. Тоа е многу битна работа, бидејќи голем дел од пациентките кои што примаат цитостатска терапија и кај голем дел од пациентките се оштетува функцијата на јајчниците. Значи, треба тоа да се направи. Доколку се востанови, а ќе се препознае поредовно станомесечните циклуси и така натаму, макар да тоа не значи дека репродуктивната функција е зачувана, значи жената може само да има вегетативна функција, да менструира, а да не биде репродуктивно способна за оплодување. Ако се востанови дека има нормална менструација, дека хормонскиот статус е добар, кај ваквиот тип на жени, значи може еве после тие 3 години, 4 да се или 5 години, не знам која терапија и кој тип на карцином го имала, има повеќе типови. Обично после 5 години се препорачува, може да се подвргне на лекување на инфертилитетот и таа жена можеби ќе може да остане во спонтан циклус трудна и се препорачува да остане, или можеби ќе треба да се работи инвитро постапка во така наречени спонтани циклуси, без стимулација на јајниците, макар да ако се исклучи дека не се работи за одреден тип на карцином кој што е зависен од естрогените хормони, ќе може да се стимулира и да се подвргни на еден од методите на асистирана репродуктивна технологија. Така. Ми вела дека имам уште гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве молам само вака. Една голема благодарност. Јас нема да поставам прашање. Голема благодарност до клиниката Плодност, голема благодарност до докторот субспецијалист, што мојата внука, благодарение на клиниката и докторот, остана бремена, сега е 8 месец и очекуваме бебе. Голема благодарност од целото нејзино семејство. Ви благодарам многу и поздрав до докторот. Ви благодарам и вам за убавата и срекна приказна која што споделивте. Срекни моменти се ова за семејствата, верувам вас особено вие. Тоа се споделување на емоции. Знаете, ние со пациентките кои што не знам како е третирана пациентката, меѓутоа независно од тоа дали со еден од овие методи или со методите на асистирана репродуктивна технологија инвитро оплодувањето, значи доживуваме, значи се соочуваме и ги делиме, ги споделуваме заедничките емоции. Значи сите ние влегуваме во тој така наречен ролер костер на емоции. Значи баш ролер костер, добро го опишавте. Значи имаме падови, имаме успеси, состојби кога одиме во високо на небото, се качуваме, па знаете, кога имате успех, тогаш се чувствувате многу добро. Меѓутоа имаме ситуации кога имаме и неуспех. И така да еве вака некоја природно споделување на тие емоции и за нас, и посебно за мене и за целиот наш тим, значи огромна сатисфакција за она што сме го направиле за повеќе фамилии. Иначе можам да кажам, кога сме веќе тука, преку постапките на инвитро оплодување, ние досега усрекивме преку 1300 фамилии. Да не зборувам за бремени кои што останале со овој тип на репродуктивна хирургија или за бремени кои што останале со конзервативно лечење. Не ова лага. Сега кога доаѓав на патот за Скопје, ми се јави пациентка од Приштина, односно пациент кој што ми кажа дека сме направиле корекција на јајоводите. Сега ми се јави, значи ова е жива вистина и се сопадна некако со темата и ми кажа дека пациентката останала
бремена, меѓутоа во 12-та недела се испуштила, па бараше пациентот повторен повторна средба, повторен преглед. Ние го направивме своето. После долгогодишен стерилитет, пациентката со корекција на јајоводите забременила, меѓутоа што се случило, таа не беше под моја контрола, пациентката беше од Приштина. Значи, успехот е на виделина, посебно кога го применувате овој тип на хирургија, значи кога треба да одлучите, кога имате пациентка со затворени јајоводи, дали ќе примените реконструктивна хирургија или ќе одите на инвитро оплодување. Значи, тоа е тоа кога ако сте искусен, ќе знаете што да ставите на вагата, што треба да превагне. И пак ги кажам, оние кои што не се занимаваат со овој тип на хирургија, веднаш ќе му предложат на пациентките да направат инвитро оплодување. Меѓутоа, мојот став е многу поинаков и мислам и затоа, бидејќи сме комплетни, и затоа сме многу успешни. Затоа и се должат успесите. Имаме уште некоја минута до крајот на денешното издание. Двајца нови гледачи кои што чекаат на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете да слушаме. Се јавуваме од Кавадарци на телефон, Валентина Михова. Сакам да го поздравам најдобриот доктор. Поголем специјалист нема на светот. Да, јас со инвитро фертилизација на 41 година родив машко дете. Здраво машко дете. Да, живо и здраво. Благодарам. Да. Супер, ако е тоа се, ви благодарам за убавата успешна приказна што ја споделивте и вие заедно со нас. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Пријатно. Добар ден. Во програма сте. Дали се слушаме? Добро, веројатно се исклучи гледачот. Ајде, имаме уште неколку минути, па ако успееме да вклучиме уште некој гледач, ќе ни биде драго. Можете да споделите и добар поздрав, како што тоа го направија некој од гледачите. Вие пред малку споменавте, треба да сте искусен, за да знаете дали инвитро или репродуктивна хирургија во процесот на лекувањето на неплодноста, така? Тоа е многу битна работа. Многу битна работа. Дали ќе примените некој од методите кои што јас ги кажав, хистероскопија и лапароскопија, или директно ќе одите на инвитро, само за да направите инвитро оплодувањата. И токму затоа и тие резултати се многу подобри, бидејќи цела она патологија која што ќе ви смета пред инвитро постапките, вие ќе ја отстраните. Значи, одите на чист терен. Прашањето и кај пациентките, кога ќе им го поставиме тоа прашање, видете, вие можеме кај вас да ве третираме, значи со инвитро оплодување или треба да примениме одреден овој тип на хирургија, ендоскопски, мини-инвазивна хирургија. Многу од пациентките се плашат од хирургија. Тоа го споменавме претходно, да, самиот момент хирургија нешто предизвикува. И едната и другата метода има свои предности и мани. И мани, тоа е нормално, да. Предност има инвитро оплодувањето, бидејќи процентот на забременување со инвитро оплодување е повисок отколку со реконструктивната хирургија, бидејќи со инвитро оплодувањето го решавате и машкиот стерилитет. Меѓутоа има и своји недостатоци инвитро оплодувањето. Прво, заради тоа што пациентката треба многу пати да доаѓа на преглед, треба секојдневно да прима инекции. И таа е подвргната на анестезија, може да има компликации, може да има крварење за време на пункцијата, може да се да ја доведеме жената во така наречен хиперстимулационен синдром, кога заради лековите кои што ги прима, ќе се зголемат, се хиперстимулираат јајчниците со негативни последици за нејзиното здравје, со насобирање на течност во стомакот. Меѓутоа тоа го решаваме ние. Потоа има своја мана што може да се јават мултипли бременности. Значи повеќе близначки бременности, тројки и така натаму, кои што може да направат покасно проблеми во носењето на жената, во перинаталниот исход, прераното породување и така натаму и така натаму. Од друга страна, ендоскопските методи, репродуктивната хирургија има своји исто така предности, меѓутоа има и мани. Предноста е што еднаш ќе направите хирургијата, а жената може да остане бремена многу пати после тоа, ако правилно се направи.
Меѓутоа маната е дали тоа што може да има анестезиолошки компликации, може да тоа што има повреда на некој од органите. Се насе земено, не може да се компарират резултатите на репродуктивната хирургија и инвитро оплодувањето, бидејќи и никој не компарирал, бидејќи значењето на едната метода е едно, а значењето на другата метода е друго. Процентот на успешност по инвитро постапките се рачуна по месец, а на процентот на успешност со репродуктивната хирургија се рачуна по пациент. Како и да е, двете методи мислам дека си помагаат една со друга и само така треба да се разгледуваат како две компаративни, компатибилни методи, едната да и помогне на другата метода да се дојде до крајната цел, а тоа е раѓање на бебе. Така. Одлично, ви благодарам. Поминаа некако брзо овие минути. За жал не сме во можност веќе да ги вклучиме гледачите, бидејќи ќе мора да го заокружиме ова издание. Никако ќе се надоврзам кон финишот со вашата мисла, што рековте дека тоа се две методи кои што едно со друга се надополнуваат, меѓутоа претпоставам дека и советот до гледачите ќе биде, како рековте вие претходно, не секогаш инвитрото е нели решавање на проблемот од старт, туку треба да се земе и второт и трето мислење за да се дојде. Во овој поглед пациентките треба, односно пациентите, паровите многу стрпливи. Да го измерат правиот пат. Патот до успехот може да биде многу краток, меѓутоа, ако го фатат погрешниот пат, може да биде многу долг. Ќе завлезат во лавиринтот на неплодноста, од кој што некогаш нема да излезат. Ви благодарам многу, секогаш одличен разговор со вас. Ви благодарам и вас, се надевам дека повторно за оваа проблематика неплодноста, која што е многу актуелна и ќе биде и понатаму актуелна, ќе дискутираме на оваа тема во живо од вашата прекрасна телевизија. Ви благодарам уште еднаш. Еве за сите оние кои што подоцна се вклучуваат, како што и имаше неколку прашања, потсетување дека денешната емисија или Телма амбуланта на тема репродуктивна хирургија беше со примариус доктор субспецијалист Таше Трпчевски, кој што ова утро ни пристигна од Битола, поточно од болницата Плодност. Се надевам дека советите ќе си ги примените за сите оние, се разбира, на кои што им се потребни, бидејќи за да добиете бебе или плод, потребно е да ги почитувате сите оние правила на медицината кои што на некој начин кои што ги спомена денешниот соговорник. Ви благодарам за вниманието. Ние секогаш велиме дека најважно е да си го чувате сопственото здравје. Поздрав.